Добар ден, добре дојдовте вестите на Канал 8. Градинарските и житните култури и лозовите насади погодени од болести. Променицата, пепелницата и црната дамкавост, предизвикани од временските неприлики и влагата што ја има во изобилство, уништија голем дел од растенијата. Вакви штети земјоделците не паметат. Поради големата побарувачка има и недостаток на препарати за заштита. Варнежите и влагата во изобилство придонесоа да царува пепелницата и пламеницата, болести што направија пустош кај градинарските, лозовите и житните култури, како што земјоделците не паметат. Временските неприлики пропратени во текот на целата сезона се катастрофални за растителните култури. Се одрази врз производството, а уште повеќе врз појавата на зарази кај културите. Штетите и заразите се присутни без исклучок секаде во лозарството, градинарството и плоделството. Земјоделските производители се во паника, што е и оправдано. Значи немале долги години такви услови на одгледување, такви временски услови, и ако имало, тоа било многу одамна или многу помалку изразено. Ова е една од карактеристичните години кои што сигурно дека дури би рекол дека голем дел од земјоделските производители се мислат дали да се занимаваат со земјоделско производство. Затоа што земјоделието дојде до такви граници да е потребна нон-стоп хемиска заштита. Кај нас до пред неколку години беше незамисливо да се употребуваат фунгициди против болести во пченицата и во јачменот. Меѓутоа, последните години условите кои што ги имаме присутни, појава на зарази и кај останалите култури, лозарството, да речеме, во тиквешијата е во хаотична состојба во моментот. Значи немаме насад каде што нема појава на пламеница. Ова пламеницата таму се појави уште пред 3-4 недели. Значи се малку понајуг, топлините, влагата се до тоа влијаеше да биде присутна пламеницата, почнува да се појавува и пепелница. Додека кај нас во Кочанскиот регион веќе 5-6 дена ја имаме видлива пламеницата, која што прави големи штети сигурно и кај лозовите култури. Пшеницата, како што рековме, се очекуваше да имаме рекордни приноси. Сето тоа нели поддржано од врнежите кои што беа во текот на април-мај. Меѓутоа покасните, подоцните врнежи допринесува да имаме големи загуби и таму. За градинарските производи, ако се во затворени простори, може да стане збор за некаква нивна заштита, но оние на отворено трпат штети од поплавените површини. Кај доматот и кај пиперката, затоа што тие се некако поинтензивни овде, кај пиперката секако дека ќе биде присутна пламеница на коренов врат, која што е многу опасна болест, затоа што директно го разболува стеблото и понатаму не иде ниту храна, ниту вода горе. Не значи дека понатаму нема да имаме пламеница на лист, меѓутоа во моментот е актуелна таа работа. Кај доматот исто така е актуелна појавата на пламеница и оваму имаме појава на кај доматот црна дамкавост, која што исто така се стопански или економски важни болести кои што причинуваат големи штети понатаму во производството. Агрономите советуваат условите во самите посеви да бидат будно следени од страна на земјоделците и колку што е можно навремено интервенирање со одредени правилни фунгициди и бактерициди што ќе делуваат против споменатите зарази. Агрономите велат дека поради големата побарувачка се јавува и недостаток од препарати за заштита на растенијата од болести. Јата птици од пред една недела го обседнуваат селото Теранци. Жителите се загрижени затоа што досега ги немаат видено во својата околина. Велат дека со гракањето не им даваат мир преку цел ден, а представуваат закана и за овошките и житните култури. Жителите на Теранци цела недела се вознемирени од присуството на јато птици што им ги запоседнуваат дворовите и бавчите и не ги плаши човековото присуство. Се појавиле ненадејно и ги исплашиле со гракањето што трае од утро до мрак. Додаваат дека никогаш порано не ги виделе и зачудени се што ги има само на горниот крај од селото, во близина на падините на Плачковица. Се обиделе да ги избркаат на различни начини. Употребувале дури и петарди и ловечки пушки за да ги исплашат, но птиците повторно се враќале. Не се диви, питоми се. Пријаѓаат по дворите близо. Прават, носат таква слама за гнезда, прават там такви работи. Не се плашат. Не се плашат, не се диви. Пукаат тука со петарди некои. Не бега, потргне се малку и тука и па. Тој инсекти јадат, онака штета моментално, тие црници што јадат, такви едната веројатно на лојзите ќе прави штета.
Некои од жителите забележале дека освен овошни плодови, непознатите птици покажуваат известна агресивност и им прават штета на останатите птици што се од домакинети во теранци. Од куќата дека има вратци легала, значи јајците ги најдуваме доле паднани, сламки и значи растурат и легалата на врапчињата. Да, и на ластовичките и на врапчињата. Легалата јајчиња најдуваме, ама тука се овај дел највеќе. И сабале од 5 сато почнат да пискат, да викат. И додек се смраче, шом се смраче, ние ги снем. За житото обавезно и напаѓат, там гледам имаме ние у дворот цреш, оно има нападнаја црешта, више нема цреши. Паднаа. И страдно е, и за лојзата исто така. Теранчани со право се загрижени од присуството на за нив непознатите гости, велат познавачите на живиот свет во Кочанската котлина. Сепак се работи за птици кои се само подвид на веќе присутна фамилија во нашите краишта. Се работи за птица која повремено доаѓа кај нас и спаѓа во фамилијата на сковраните или сколовранците. Се разликува, оној подвид на сколовранците се разликува по бојата од нашиот класичен сколовранец кој е црно-бел. Овие имат жолта боја на градите и жолта боја, белузнава жолта боја на грбот. Едина корист од нив е тоа што они се повремено јавуваат, особено ако има појава на скакулци. Скакулци има појава во Македонија, во Штипско, во Неготинско, а нешто, некакви најави има и дека има и во нашиот крај. Не е исклучено дека тие се дојдени веќе и по скакулците овде, но и во тоа што во нашиот крај се подигна насади од вишни, особено во Спанчево, каде што има 22 хектара, во реону на Теранци, Кучучино, Видовиште има исто така 10 хектара вишни и ако се тука завртат ќе направат големи штети. Бојаджиски додава дека овие птици најчесто се населуваат во напуштени куќи и амбари, каде наоѓаат соодветно за солниште и инсекти со кои се хранат. Кон човекот не се агресивни, но потврдува дека можно е да направат големи штети кај овошните насади и лозјата, па дури и кај житните култури, посебно пченката. Останува отворено прашањето дали во текот на есенскиот период птиците ќе си заминат или ќе презимат и ќе се одомакинат во овој крај. Петок, Советот на општина Кочани ќе ја разгледува ликвидационата постапка за предпријатието Погребално, што го основаше пред нешто повеќе од 3 години. Судските постапки потврдија дека не постојат законски услови општината да биде основач на ваков правен субјект, поради што обидот што беше прв во државата се покажа како неуспешен. ДОЕЛ Погребално и официјално од крајот на минатиот месец е избришено од трговскиот регистар. Со тоа пропадна обидот во Кочани да профункционира предпријатие што ќе се грижи за извршување на погребната процедура и ќе балансира во одредувањето на цените за услугите што ги даваат останатите оператори. Откако претходно беше спроведена законска ликвидациона постапка, со која од увидот во деловните книги било констатирано дека ниту еден доверител не се појавил со свое барање, било констатирано дека нема ниту еден заведен судски спор за наплата по било кој основ. Од тоа произлегол заклучокот дека во иднина не се очекува економска корист што би влегла во ликвидационата маса, што ја олеснило постапката за згаснување на друштвото. Согласно Законот за трговски друштва, целокупната документација потребна за ликвидација на Погребално ДОЕЛ навреме била изготвена, но ликвидацијата се разлекла затоа што бил потребен подолг временски период поради поврзаноста со седниците на Советот на општина Кочани, на кои беа донесувани повеќе одлуки за ликвидација. Исто така, ликвидационата постапка е одоговлечена поради дадените рокови од Централниот регистар на Република Македонија по објавувањето на неговата веб страница дека предпријатието започнува ликвидациона постапка. Со ова, Кочанското Погребално ДОЕЛ по околу 3,5 години од основањето и самото е погребано. Ваквиот епилог се случи по донесената пресуда на Висшиот управен суд дека доказите што биле приложени од предпријатието се спротивни од одредени одредби во Законот за гробиште и погребални услуги, односно дека во овој случај основач на правен субјект од овој вид не може да биде локалната самоуправа. Ликвидационата постапка за Погребално на седницата в петок формално ќе ја разгледа и Советот на општината, при што ќе се соочи со фактот дека предпријатието што самиот го основа сега треба да прифати дека е законски мртво.
Општина Кочани ги известува граѓаните и институциите дека поради временските услови не беше извршено планираното авионско третирање на комарците. Доколку дозволува временската состојба, се планира првото авионско прскање против комарци да се изврши на 18 јуни среда со почеток од 5 часот. Ако има врнежи, прскањето ќе се одложи за следниот ден. Истото известување се однесува и за општините Виница и Чешиново-Блешево. Кочани беше домаќин на регионална обука за правото на слободен пристап до информации од јавен карактер. Обуката се однесуваше за граѓаните и за службените лица кај имателите на информации од јавен карактер, кои директно учествуваат во спроведување на законските одредби што ја регулираат оваа сфера. Граѓаните се уште недоволно се информирани за нивното законско право за пристап до информациите од јавен карактер, односно за податоците со кои располагаат државните установи, а во кои тие може да имаат непречен увид. Со цел да им се приближат законските прописи од оваа сфера, во Кочани се одржа регионална работилница, на која представници од Комисијата за заштита на пристапот до информации од јавен карактер ги објаснија можностите што им се нудат на граѓаните и на граѓанските здруженија. И покрај слабиот интерес за обуката, организаторите рекоа дека целта е постигната, затоа што интересот на присутните бил солиден. Многу невладени организации и други институции правеа истражување во Република Македонија колку граѓаните на Република Македонија се запознаени со ова човеково право и утврдено е дури дека 70% од граѓаните, можеби и повеќе, не го познаваат ова свое фундаментално човеково право, а тоа значи дека тие имаат право да се обратат до било која институција, значи од државата, институција која е буџетска и која врши јавни овластувања и да побараат информации. По ова барање, овие институции се должни да им одговорат веднаш, но најдоцна во рок од 30 дена. Често се случувало имателите на информации да не им ги доставуваат бараните податоци на барателите, поради што тие имаат право да поднесат жалба до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер. Имаме ние многу жалби во текот на од 2006 година па до денеска бројот на жалбите варира. Например, има години кога имаме по 300 жалби, сме имали и по 1000 жалби. Па да речеме сега за оваа година до јуни имаме околу 450 жалби. Значи и ние по сите тие жалби мораме да постапиме и да донесеме соодветна одлука. Многу поактивни во барањето информации од јавен карактер и во поднесувањето жалби поради нивно недобивање се граѓанските здруженија. Најчесто овие податоци и информации тие ги користат за своите истражувања или проекти, па многу поинформирани се за законските права, велат од Комисијата. Регионалните обуки досега се одржале во 10 градови во државата, а во наредниот период се планирани уште 10 работилници за граѓаните во помалите градови. Библиотеката во Основното училиште Малина Попиванова ќе добие комплетно нов лик. Добиени се средства од Мировниот корпус за незино целосно реновирање. Средствата добиени од Мировниот корпус, 1500 американски долари, Основното училиште Малина Попиванова ќе ги искористи за реновирање на библиотеката. Целосно ќе се минува интериерот на училишната библиотека, која во моментов располага со 4200 наслови за потребите на учениците. Текот на денешниот ден ја добивме информацијата од представникот на Мировниот корпус, кој е во Малина Попиванова скоро година и пол дена, дека се обезбедени средствата во вредност од 1500 долари за реновирање на просторијата каде што се наоѓа библиотеката, која во овој момент со наше ангажирање скоро на сите вработени ја достигнавме бројката од 4200 наслови, односно 4200 примероци. Апликацијата за проектот се одвиваше по претходно приберени понуди, односно по правилата кои ги наложува Мировниот корпус. Изберени се најповолните понудувачи и се надеваме дека до почетокот на следната училишна година дека учениците ќе имаат еден коректен простор, каде што истиот простор ќе биде опремен и со делумно опремен со техника, со принтер, со копер, со лаптоп и ќе можат покрај
користењето на библиотеката и дел од секциите да функционираат во тој простор. Добиените средства се заслуга на волонтерката од Мировниот корпус во училиштето Карен Олсон, која се заложи да придобие средства од граѓаните на Соединетите Американски држави. Реновирана библиотека учениците ќе добијат до почетокот на новата учебна година. В четврток и петок плоштадот Ангел Винички ќе биде домаќин на најпознатиот уличен фестивал Баскерфест 2014. Куклари, музичари, танчери, магионичари, жонглери, акробати се дел од караванот кој патува низ 23 градови во Македонија. Годинава виничката публика ќе има ретка можност да ужива во изведбите на повеќе меѓународни уметници, професионално докажани во баскер перформансите од Австралија, Канада, Аргентина, Полска, Италија, Нов Зеланд, Германија, Ирска, Јапонија, Колумбија, Боливија. Баскер перформансот четврток е со почеток во 19 часот, додека в петок е со почеток од 18 часот. Според Пане Темов, организатор на фестивалот, целта на оваа значајна културна атракција која се организира 9 години е со смеја да ги зарази жителите на сите градови во Македонија и да внесе ведрина во се повеќе заборавените места во државата. Карванот што носи среќа оваа година гостуваше во повеќе градови низ Македонија во периодот од 29 мај до 30 јуни. Прв град домаќин на Баскер карванот беше Гевгелија, потоа продолжи во Кочани на 30 и 31 мај. Во Скопје официјалната програма започна на 6 јуни пред музеот на ВМРО во центарот на градот. Скопскиот Баскерфест траеше 10 дена се до 15 јуни. Авантурата на Баскерфест продолжува и во туристичкото градче Банско во Бугарија. Целиот патувачки фестивал ќе трае до 30 јуни. И за крај вестите од спортот. Сашко Јосифовски второпласиран на хронометерот од државното првенство во Маврово. На големиот маратон ден потоа настапи и неговиот клубски колега Владо Симеонов. На државното првенство во друмски велосипедизам што се одржа на патеката Неготино Стоби, Сашко Јосифовски го освои второто место. Тој патеката во должина од 22 километри, а извози со просечна брзина од 40 километри на час, што беше доволно да застане на пиедесталот зад првопласираниот Зоран Ристов од велосипедскиот клуб Велоем од Куманово. Веднаш по завршувањето на државното првенство во хронометар, Сашко Јосифовски учествуваше на маратонот во планински велосипедизам, што во организација на велосипедскиот клуб Енерджи се одржа на патеките во Маврово. Учествувавме јас и колегата Владо Симеонов. Тој освои 10-то место од 250 учесници на малиот маратон во 42 километра, а јас освоив 6-то место на големиот маратон од 90 км. Беше прилично напорно, со многу врнежливо и калдливо време, тешки услови, со магла и прилично забавно беше. Добро искуство. На големиот маратон на патеката во должина од 90 км се појавија 70 велосипедисти од Македонија, Србија и Белгија. И покрај освоеното второ место, Јосифовски остана на водечката позиција во мастерс категоријата. Се надпреваруваме во роудбайк и во монтбайк. Моментално на роудбайк сум моментално прво место по бодовната листа. Во другата сум втори, трети. Тука некаде, не сум гледал, пошто една трка пропуштив ради некој еден случај. Така да, има уште многу трки до крајот, така да борбата останува. Во годинешното првенство, кочанските велосипедисти ги бранат боите на клубот Енерджи од Скопје. Роберто Здравковски на Балканското првенство во Истанбул го освои петото место во категорија до 35 килограми. Девојчињата не успеаја да остварат позабележителен пласман. Каратистите на Партизан, членови на македонската репрезентација, се вратија од Истанбул, каде се одржа Балканското првенство за деца. Кочанските представници наидоа на силна конкуренција. Единствен кој оствари позабележителен пласман беше Роберто Здравковски, кој го освои петото место. Тој имаше шанса да се закити со медал, во случајот бронзен, но недостасуваше спортска среќа. Во репасажната борба за третото место, Здравковски беше поразен од представникот на Босна и Херцеговина и тоа минимално 3:2 во поени.
Василија Христик успеа да ја помине првата борба, но веќе во втората беше елиминирана. Останатите представници од Кочани, Ива Таушанова и Мартина Шахинова беа елиминирани уште во првата борба. За поголемиот дел млади каратисти ова беше прво меѓународно искуство и излез на големата сцена. Резултатот треба да биде репер за тоа каде во моментов се наоѓа македонското карате на полуостровската мапа. Постигнатото не треба да разочарува, туку да се трансформира во мотивирачки импулс за нови поголеми предизвици. Мартин Стоименов со годинешната бронза од Лисабон покажа дека кога се поседува талент и се работи напорно, сосема е неважно под чие знаме се настапува, но и како се бранат боите на државата. Завршија вестите на Канал 8, ви благодариме што бевте со нас.